Денеска имаме чест, огромно задоволство да овде во Охрид, во Република Македонија, се одржи Генералното собрание на СЕПКА, на Асоциацијата на директори на полиција на Југоисточна Европа. Ова уште еднаш покажува колку е важно да бидеме сите заедно сплотени во справувањето со овие нови предизвици, пред се борбата против организираниот криминал и другите облици на криминалитет. И токму заради тоа е исклучително важно што ваквите асоциации во кои што Република Македонија членува, постојано градат собствени стратегии како да се зголеми безбедноста во нашиот регион, во Европа и како да помогнеме на глобално ниво во борбата против сите тие глобални ризици и предизвици пред кои што стои и Република Македонија. Република Македонија како држава со исклучително важна стратешка геоположба, секако дека се соочува со исто така вакви предизвици и можеме да констатираме дека е добро што конечно се отворија перспективите на Република Македонија, не само што имаме добра, чиста, јасна препорака од Европската унија за членство, и да се случуваат многу настани, меѓу кои денеска го бројуваме и овој настан, Генерално собрание на СЕПКА, бидејќи Република Македонија ја доби честа и можноста да председава со Генерално собрание, односно со СЕПКА, асоциацијата ова година. Се надевам дека ќе има плодна дискусија, дека ќе произлезат добри заклучоци, договори на директорите на службите од Југоисточна Европа и врз основа на сите тие договори ќе допринесеме да имаме наистина безбеден регион. Предизвици за кои што говориме повеќе пати. Секако дека организираниот криминал, прекограничниот криминал е основа за се, бидејќи на основа на тој организиран криминал, на нелегални финансирања, почиваат и сите други видови на криминалитет, а тоа е пред се тероризмот и на екстремизмот, кој што е навистина сериозен глобален проблем, во кој што и Република Македонија се вклучува преку реализација на собствени стратегии за борба против тероризмот и екстремизмот. Миграцијската криза е една исто така глобален предизвик и ризик кој што мораме заеднички да се справуваме со последиците од миграцијската криза, бидејќи решението на проблемот не може да биде никако на овие простори, туку треба да биде на изворот на проблемот каде што е. И тоа како и да е, тоа се главните предизвици околу кои што сите ние бараме начини како да се обединиме, како да ги обединиме силите, како да ги обединиме знаењата, да размениме искуства и да бидеме ефикасни во тоа. Очекувате нов мигрантски план и се вашите информации, бидејќи времето веќе се подобрува и... Видете, миграцијската криза во секој момент може да добие на интензитет, заради тоа што имаме, не е само заради временските услови, туку заради состојбите кои што се на Блискиот Исток, заради состојбите кои што се, ако сакате, и во регионот, релациите, односите помеѓу Европската унија и Турција, и тоа сето тоа мислам дека во овој момент според сите информации со кои што располагаме е стабилно, значи немаме никакви најави кои што можат да не загрижуваат во смисла на енормна зголемување на бегалци кои што би можеле да бидат на нашата граница, со тоа и на оваа западна балканска рута, така наречена. И тоа ние сме подготвени, како и да мора да бидеме подготвени, заради тоа што таа мигрантска криза може да добие на интензитет во секој еден момент. Нашите два прифатни центри на Гергели и на Табановци се подготвени. Знаете дека јужната граница ја чуваме заеднички со полициски службеници од повеќе држави од регионот, од Европа. Веќе сме во завршна фаза на склучување на договор со Frontex, кој што исто така ќе помогнат на заштита на нашата јужна граница и на тој начин да можеме да констатираме дека Македонија е подготвена за било каков бран, меѓутоа сега во моментот немаме сериозни најави, нема информации кои што можат да не загрижуваат. Засилува контролите на јужната граница, ги го најавите пред состојбина Frontex? Да, ние ги засилуваме тие контроли уште од 2015 година, кога склучивме билатерални договори заедно да ги обезбедуваме границите со повеќе држави: Србија, Хрватска, Словенија, Чешка, Словачка, Полска и така натаму Австрија. И тоа од исклучителна важност за Република Македонија како трета земја надвор од Европската унија, е една која што сепак ги штити границите на Европа, да може да склучи договор со Frontex, кој што ќе ни помогне, со тоа и директно Европската унија ќе помогне во обезбедувањето на нашата граница и нашата стабилност.